Драги мои, добро вечер. Уште еднаш. Добре дојдовте. Вечерва емисијата е посветена на Скопје. Од време на време ги правам овие емисии, ги обмислувам и ги наоѓам архивските материјали каде што можам да стигнам. Има малку филозофија, има малку хронологија, има малку историја и малку повеќе емоција. Скопје е половина држава. Скопје не место кое единствено сите македонци поминале низ него. Ке минат цел живот и на некои места дури ова наше шака од парче земја нема да стигнеме сегде да отидеме и да видиме, ама Скопје не можеме да го пропуштиме. Скопје има многу бурна историја, ако ја зееме генерално. Но кога зборат за бурната историја на Скопје, тоа е толку години и векови растегната преку 2000 години да, мислам, дури нема што да се, посебно да се говори за тоа. Мислам, не ја разбирам таа фасцинација, затоа што стварно нема што да се извади. Но што се случува со Скопје последните 100 години? Што се случува Скопје од 1960 година па наваму? Тоа е, мислам, дека е една невидена експлозија, еден страшен, како да го кажам, квантен скок. Најдобро би го рекол вака со некоја терминологија, да речем, научно да звучи. Толку брзо се одвиваат работите со Скопје, да едноставно се губи зетгејстот. Зетгејст е суштина на времето. Суштина на времето е тоа да можеш да објасниш сега, во овој момент, каков е амбиентот, какво е чувството, какво е дишењето, движењето, трендот на градот, кои се неговите места, кои се неговите не места, кои се неговите култни. Ја работам неколку години на еден проект наречен Шармот на Скопје 1960-2020. И оваа емисија е посветена исто на тоа. Оваа недела ќе реализираме 3 емисии по овој повод. Од архивите успеавме од прашините да ископаме една серија која многумина ја имаат заборавено, се има пред неколку децении, се има емитувано. Малце еден дух кој некако го изгубивме последниве години, го имаше тоа, а тоа е духот на, кој ќе го речат, урбано живење. Не би го нарекол тоа. Скопје нити е град, нити е село. Скопје е нешто помеѓу. Нити е, како да кажам, некаков град со уметничка душа, нити е краен пропалитет. Се има и се нема. И тоа му дава една чудна специфика, затоа што Скопје еволуираше пребрзо, не еволуираше природно, не израсна да речеме, да ги одлежи природните болести на современата метропола. Скопје беше принудено да порасне нагло и пребрзо. Може би Скопје да не се случеше скопскиот земјотрес, малку поинаку ќе се развиваше и визуелно и ментално. Многу наши познати, блиски у бившата држава, која веќе не постои, градови поинаку се развива. Белград остана отворен град и ги спои сите можни села одоколу, ама за тоа плати превисока цена во секоја смисла, и позитивна, но повеќе во негативна. Сепак се држи на една многу висока класа. Љубљана и Загреб па држеа еден затворен тип. Љубљана и ден денеска има ист број на жители колку што имаше и пред 30-40 години.
Скопје не се знае колку жители има. А Скопје сакаше да се надпреварува, не знам, ми се чини повеќе со Солун. Но Солун се разви со еден многу поголем концепт. Солун, иако делува толку огромен, Солун има многу повеќе душа затоа што не се дозволи многу повеќе жители. Многу ми намислат дека Солун има повеќе жители од Скопје. Не е точно. Скопје дури официјално има повеќе жители од Солун, но Скопје има далеку повеќе жители затоа што имплементираше нешто што природно не му припаѓа на она што е урбана средина. И затоа велам да не се случеше, ова се шпекулации, да не се случеше земјотресот, Скопје можеби ќе се развиеше како една Љубљана. Ќе ги зачуваше сите оние историски, битни, убави елементи кои ќе му дадеа некако. Скопје насилно порасна, многу брзо, немаше избор. Скопје беше срушено, катастрофа. Ја градеше Јапонец, кој нема допирна врска со духот на живеењето. Не дека он беше лош, едноставно не му дадовме и он го направи тоа што го направи. Колку е тоа добро или лошо, тоа нема оваа. Се ова што е родено пред 60-тите, после 60-тите и што го фалоспево, не знам, градскиот зид, трговскиот центар, се во ова урбано како се направи или не се направи, еве чисто да ви кажам дека комплексот банки, она што го гледате една зграда, требаше да бидат 8 згради. И тоа да биде во комплекс на еден бизнис центар, кој самиот можеше градот да го воздигне нешто друго. Но и тоа не го направивме. Градскиот трговски центар требаше да се протега уште барем 30-40 метри натаму. Тој зелен кров, она парче требаше да биде далеку одамна надминато и веќе сосема друго. Концептот беше горе да бидат тераси со музика, летни тераси, летно кино и така натаму. Сето тоа се изгуби во оние, и тоа мислам дека го криминалот на оние што најмногу го бранеа чистата форма негова, оставајки такви објекти да пропаѓаат. Но не сум тука сега за да тераме политика. Скопје си има добри и лоши страни. Имало добра намера. Еве, например, денеска ако го погледнеме музеот на град Скопје, како се инкорпорираше со Diamond Mall, тоа е феноменално. Како старото да се зачува и тоа што останало како споменикот на Скопје, а инкорпорирано во најмодерното што е многу нормално. Поголеми градови срамнуваат тоа со земја, а нам не ни остана, бидејќи се она што ни вредеше го изгубивме или во земјотресот, или па во трката по профит да се изгради, го срушивме. Еве, искрено да ви кажам, има еден ситен објект кој го изгубивме и кој не можам да го најдам, а го барам. Тој е, например, објектот кој беше клучен со децении во градот, од емотивна страна, се наоѓаше на плоштадот на град Скопје и тоа беше еден столб кружен, негде блиску кај што беше Кенан. И Кенан требаше да остане, не требаше да биде кондураџеја таму, ама требаше да биде некаков, како да ви кажам, се прави некоја естетска символика за такво нешто, може би, што ја знам. Иначе, човек отеснав од добро си доби, кај што си доби и така натаму, но беа битни тие елементи да се зачуваат од некој друг аспект. Ајде, може би и Кенан претерувам, во моментов малку импровизирам, но столбот, тој столб беше за лепење плакати, бетонски столб, кружен, тој сигурно од пред војната датираше. И на него се ставаа плакати, концерти, гранки, што се дава во кино, филмови, кинопрограма, до оние објави за жална вест, разни прогласи и сето тоа. Зошто беше тој столб битен? Тој столб беше битен затоа што тоа беше место и епицентар
каде што најмногу паровите договараа состанок. Кај ќе се најдеме? На плоштад кај столбот. Енормна количина на емоции носи тоа место во смисла на љубови кои се родиле, љубови кои се изгубиле, пријателства кои се создале, трајни врски. Затоа велам, еден таков објект ќе беше слава на едни внуци и правнуци. Тука баба ми и дедо ми се запознале, прв пат се бакнале, тука се фатиле за рака. Бидејќи плоштадот беше место за корзо, тоа беше главното корзо. Претходно беше таму кај Кеј, тоа зборам скоро за време на Втората светска војна, па на плоштадот, потоа беше пред Ванила, па од пред Ванила отиде едно корзо се направи или собиралиште, тоа беше пред Бони Ани, пред грчка амбасада Пирамида, денеска е Силбо. Тука нема правила, нема зошто и како и тоа некој насила да го прави. За жал скопјаните бараат такви места. Ако отидете во Охрид, Широк, Сокак, па дури и некои помали места ни Скопје кои имаат таа една главна пешачка улица, таа е феноменална работа. Ке излезат во 7, ке шетаат нагоре надоле, ке седнат некое кафе ако седнат, ке се ишмекаат здраво, кај си, ово, она. И тоа е феноменална за една синергија да се спојат, за да се запознаат, за зачувување на духот. Затоа корзото е многу, многу битно. Луѓе, препозитивна, но и претрагична е оваа работа. Ја за овие 2 години, колку ја терам оваа работа, молев еден куп луѓе, се мислам дали и да ги спомнам, не за да ги критикувам или во негативен контекст, луѓето се преосетливи денеска, но знаете што, жал ми е да не ги спомнам тие луѓе, но они одбрале така и тоа е нивно право. Јас сум во градов, во неговиот дух, во неговото живење уште од раните 80-ти. Пуштање музика. Тоа ми беше, бев музичар и бев дисџокеј. Од аспект на градот, некои други работи, кога бев помлад, многу мултитаскинг правев. И првите ноќни забави како дисџокеј, ја памтам Мице, диџеј Мице, кога пушташе во Мусандра, беб во диската. Ја го памтам диското Хотел Панорама, феноменално, како Saturday Night Live беше подиумот стаклен со светла. Јас ја памтам Скала со жива свирка, каде што Лева Патика, поточно Пу свиреа. Памтам иде во Турист, во Клуб 23. Ке се чудите кој е тоа Клуб 23. Тоа е Хотел Бристол. Хотел Бристол кој во центар на град се распаѓа. Онака како и во Охрид што се распаѓа Хотел Палас, затоа што ние имаме транзиција, ние сме со комунистички менталитет кој глумиме капиталисти, а тоа значи грабање, лапање, криминал и попрво ќе уништиме одошто да направиме нешто. Среќа, други луѓе поинаку размислуваат. И велам, тоа се култни места. Тоа се култни места кои можат да дадат многу и ќе дадат многу. Многумина сега се прашуваат што е битно со тие места. Тие места е битно заради боемштината. Поети, музичари, писатели, сликари, уметници, таму се сретнувавме. Потоа огниште кога почнаа ноќните забави. Диската завршуваа 10-11 дома. Нема спиење, какво скитање, полиција, додека да отидеш дома 10 пати лична карта ти бара. Такво беше времето. За жал, ја никогаш не се помирив со тоа кој ќе рече такво беше времето, но кој беше храбар јадеше ќотек, кој не си ќутеше и се трпеше. А ние сме нација на
Мирковци, Трпевци, Мирки, Трајки и така натаму. Не сме ние. Македонија никогаш нема да... И овој град нема да има револуција. Ќе има тивко негодување. Тој може би добро, а може би и лошо. Зато имаме и добри работи, зато имаме и лоши работи. И еле велам, тој столб кој стоеше до првото поправање на поплочување на плоштадот, Ристо Пенов. Нормално, кога се расчистуваше, на Кенан му дадоа нов дуќан, се пресели, столбот се тргна. Кај отиде, ја стварно не знам. За жал, претходниот градоначалник, кој е апсолутно само беше позер дека има нешто допирна точка со градов, ги врати бетонските столбови. 70-тите години Скопје во тој модернизам, кога веќе се оформи градски трговски центар, градскиот зид, беше на мета на лепачи на плакати. Се повеќе настани, се повеќе филмови, се повеќе некои догодоштини, се лепеше кај се стигне по стакла и така натаму. И ги направија тие бетонски столбови, доле широка подлога, па се дига вака и тука од двете страни се лепеа плакати. Толку беа грди, толку беа неупотребливи, толку беа непрактични, да градот сам кој ги постави, ги повлече после неколку години. Како едноставно ругло. А згора сметаше на пешаците, велосипедистите и така натаму. Претходниот градоначалник ги врати назад, деме карт форма и исцртаа нешто. Мислам, нонсенс кога нема естетика и концепт кој се следи, се наследува и врвни естети ги надградуваат. Но, добро, некој паметен утре ќе се сети, пак со кранот, ќе ги тргне на отпад и така натаму. Затоа што Скопје има се повеќе и функционирањето на протокот е многу побитен. Скопје ги губи корзата, бидејќи корзата не беа само за млади. Корзата беа и постарите искачаа, сите, да се видат меѓу себе, и младо и старо. Сега, например, собирањето кај Пирамида, Ванила, кај Бонијани, кај Силбо, е исклучиво на младите. И никој не смее да се буни. За жал, другиве места, еден Охрид, една Битола, цел град искача. Сите и најстарите имаат кај да прошетаат. Улица Македонија е невозможно такво нешто да има, затоа што е исечена со сообраќајници. Одамна се обидував да влијам, да се направат убави, естетизирани, големи, подземни премини, како што ги има Белград, но веројатно од страв затоа што примитивизмот, например, во Населба аеродром, кај што има подземен премин, тоа беше место за криминал и за уринирање. И едноставно не функционира. До ден денес постои тоа. Па проба со надвозници, ни тоа. Скопјанец сака да се уцапа у кал до колена, затоа што скопјанец не е урбан човек. Скопјанец е дојден од негде каде што едноставно урбанот начин на живење му е непознат и му треба многу време и генерации да се навикне дека ѓубрето не се фрла од прозор, дека и така натаму. Но и самите скопјани, па нели, и тие што викаат стари скопјани, кои ништо не се подобри од дојденците, лошите навики многу полесно ги преземаат и се прошируваат одошто добрите навики. Ако земете една партизанска или аеродром, луѓето попрво претрчуваат преку она зеленило, ке се умацаат у кал, уцапаат, одошто да прошета 20 метри повеќе да отиде до пешачкиот премин. Потребни се многу казни, но и потребно е време. Трета, четврта генерација ќе се научиме. За жал. Скопје има такви ликови. Ја многу се прашував од кого да ја барам хронологијата. Данило Коцевски, Бог да го прости, беше еден и единствен. И он правеше
fenomen. Ja ne možem da se iznačudam. Ja imam jedno intervju sa nego, ali to je takva enciklopedija, takvi fenomenalni работи. I mislim дека секој град во држава заслужува да има еден таков Данило Коцевски. Ja би сакал со сите нив интервју да прави. Да памти кои фамилии биле битни во 20, 30, во 19 век, што се случувало, кои кафеани, какви настани. Данило Коцевски ми објаснува за некаква си случка, замислете, градов бил потресен 50 години. Љубовна, голема љубовна трагедија се има случено. Негдека тука на улица Македонија, кај турист, млада девојка седи, доаѓа незиниот дечко, за да ја фасцинира. Она седи на маса со другарка, дали кафе пиеле или што уопште. Овој доаѓа, мислам, толку е бизарно, човече, ова е за на филм. Ама од Данило Коцевски, не можам ни текстот да го најдам. И сакам ова да го кажам и после да ви ја дадам поентата за неспомнувањето на ликовите. Ликот, среќа што не ги знам и имињата, сигурно би ме потресло, би видел сигурно и на гробишта да ги најдам. Вади нож и да го збрца на маса пред девојката. Тоа е време кога немаш концепт што е фрајлок. Нема коли, нема пари, нема парфеми, нема добра облека, нема нешто и сега да е фасцинира, вади нож и го збрцува на масата пред неа. Трагедијата е што тоа е голем нож, пробива масата или помеѓу даските и се збрцува во ногата на девојката. Во златното време, нормално, нема лекови, нема се, во болница, она добива сепса, дури и со ампутација не успеваат да ја спасат. Цел град толку го погодува, тоа била убава девојка. Дечкото не мислам, ја убил не сакајќи, он бил заљубен, они се сака. Цел град бил потресен. Цел град плачал. Да ви подсетам на малата Вања, колку се испотресовме. Ние по ген ги имаме, дури не знаеме ни самите зошто така реагиравме, си мислиме, знаеме. Затоа што ние сме натопани по ДНК на некакво колективно паметење на такви непотребни трагедии. Иако Вања е чист криминал за електрична столица, мене ако ме прашаш, но зборам за ова. И сега, убави и неубави сеќавања. Луѓе мои, ја може би ќе поживеам уште 5, 10, 15 години. Ќе починам. Никој, ама никој нема да се сеќава на мене. Дури, еве, моите деца, после 10-15 години, веќе тоа ќе исплива во некаков заборав, на некоја литургија, на некој помен, внуците некоја слика ќе остане и толку е од вас. За 50 години како да не сте постојали? Кого памтите вие од пред 50 години? Дури и личности кои оставиле некаква трага, или биле популарни, или музичари, или што ти ја знам, не ги памтите. Шпато, ако се спомне во некоја посебна, бил великан над се. Што ми е проблемот? Проблемот е што има луѓе за кои оставиле трага во овој период кога Скопје грабеше, се учеше, сакаше да стане, модни ревии, дискотеки. Луѓето кои правеа такви експерименти, се обидуваат таков некаков джет сет или лоу сет, а андерграунд сцена или што ти ја знам да направат нешто, неќе да дојде да збори за животот. Значи, му се јавувам и му викам. Последна шанса и мене и тебе да ја раскажеш твојата приказна. Ништо не ме интересира. Како почна, што се случуваше,
Нема да остане никаква трага. Внуците твои ништо нема да знаат за тебе. Чат пат. И мене ми е тоа малку, како да ви кажам, и тажно, и празно, и јас затоа сакам да ги направам тие интервјуа со некои луѓе, да ми раскажат како живееле, што запамтиле од Скопје, каде била нивната клупа на првиот бакнеш, првиот љубе, првото брцање на рака под блуза, првото да, првото не, првото место за водење љубов, на кој дочек се сеќава, дали тоа било во Континентал или било во Гранд Хотел, дали било на плоштад, што во паркот, каде во паркот. Ние имавме во парк една феноменална градба, која веќе 2 децени, која 3, со последен пат ја бев во таа, пиев пиво со моето друштво, изедо 10 кебапи, тој е кермес, и нормално таму свиреа тезга Лепи Сол. Нормално, Владко секогаш го интересирале, нели, и да заработи нешто, така да, нели, паузи да порачаме пиво. Гужва, место не можеш да најдеш. Пиво ладно, научна фантастика. Ама концепте, тој до ден денес ке живееше и ке твореше и ке создаваше. Арно, ама тој што го откупи, сакаше да прави хотели, 5 спрата, 3 спрата, наместо да ја задржи суштината. Езерце или некогаш 2 Јелена, него карши сител и тоа остана никаква една руина и никаков предприемачки дух да се издигне над тоа. Нема концепт. Јас сакам и тие приказни. Ја имам јадено таму, ја имам седено таму. Дури со моите деца, значи негдека пред 2000 година, паметам, феноменална кујна, одлична атмосфера, тука шатки, гуски во тоа малото езерце. А паметам од другата страна дека имаше и првиот Луна парк. Љуљашките, тој еден минимален беше и така натаму. И ова се само ситници. Секоја населба имало свое некое место пред семкарницата, пред содаџијата, или како да клакер сода некој го вика, оние лимунади со сода, знаеш, оние шишиња превртени. Тоа беа местата каде што се седеше, или пред трафиката каде што се купуваат цигари на парче, се читаше вестник, или ротороманите Лун и Краљица поночи. Значи, тоа се елементи. И тоа има луѓе кои ги собирале, кои ги знаат. Има луѓе кои првата Сина ноќ. Дали знаете дека Феријалниот сојуз во 70-тите организираше Сина ноќ? Што беше тоа? Сега ќе ви изведам од памет. Појма немам. Треба некого да донесам. Наоѓам човек кој треба да го... Немај. Океј, не доаѓај. Таа приказна нема да биде раскажена. Никој нема да памти. Јас се обидов, леле колку молев. Се сеќавам, една од најдобрите работи, ја како гурман, ми беше ванила. Ванила беше споена со Житолукс и беше фабриката во Карпош 4. Рецептите, за најоригинални рецепти имаше и во цела Македонија во производство за неколку производи, кој ќе беше добро како традиција да останат. Една Виена си има таа виенска торта. Naked Balls. Чоколадно тесто, малку мармеладче, чоколада од озгоре и толку. И овде имаше марципани, овде имаше кремчиња во чаша, оригинални. Имаше свој собствен пијалок, ванила кола. И тие рецепти негде се изгубени. Негде... Најдов еден технолог ми се јави во емисија, молим те да се видиме, да ти направам интервју, дур си жив и здрав, остави телефон и така. Исчезна свет, тоа испари. И ќе останат нераскажени, незапамтени првата
диско, приватно кое се прави, првата модна ревија во Скопје, човекот едноставно нема. Првата фабрика приватна за облека, например, Васе Лонза ми беше комшија, го утепав од молење. Тој не живее тука. Абе, викам, само приказната твоја. Нема... Не ќе да чуе. Едноставно затрупува све, трага да не остане зад него. Мене ми е жал. Ја не сакам така. А има писатели, има музичари, има такви музичари кои веќе си замина, кои не оставија трага затоа што во тоа време, нели, ние бевме газени од Белград и не можеше ништо да просперира. Македонската радиотелевизија беше командувана од пар, да речам, добро талентирани шлагераши кои одредуваа кој може да пее, кој не може да пее. Се фаворизираше само еден бенд, тоа беше Лепи Сол, друго не можеше да просперира. Дури со 103 нешто малце подкренав. Не раскажани приказни. Интервјуата во 103 никаде ги нема. Ја барем мојве останаа на YouTube. Еден ден ке ме нема, мојата оставштина со монолозите ќе имаат и внуци и правнуци, нешто ќе оставам. Некаков мал, минимален епитаф. Може би на гроб ќе ставам едно мало екранче во кое во луп ќе се вртат сите мои епизоди и сите мои глупости, добри, лоши, ужасни, прекрасни. Затоа што ја верувам во Бога и верувам во вечен живот, но верувам дека треба да се остави некаква приказна. Каков и да сум, ја сум оставил една мала ситна трага за градов. И таа е добра да се знае. Не заради мене, не заради моите деца, заради градот. Дека овој град е составен од луѓе. Шалабајзери како мене, но и поети, уметници, вредни луѓе, научници, што сакате, спортисти, you name it, you got it. Или не мора све да биде за 13 ноемвриска награда. Можеме да збориме за угостители, можеме да збориме за семкари, можеме да збориме за кебапчилници. Култни места, луѓе култни. Сетете се, ќе ви текне на некоја личност. Никој више нема да ја памти. Сликите ваши. Златно време поурно беше. Не беше поарно. Туку стари сте и тоа е жал за тоа време. Бидејќи колку и да било лошо времето, кога си млад, се ти е убаво. Кога си заљубен, не знам у било каква средина да си. Затоа овој концепт на оваа моја, ми се чини дека никогаш нема да ја завршам, а ја работам, вредно ја работам, собирам многу материјали, и видео, и фотоматеријали. Што ќе бидат текстовите, не знам. Знаете, на крај ќе остава, може би некој ќе ја доврши. Ја не знам дали ќе успеам, бидејќи мене се уште не ми е јасен концептот. Само едно одлучив, дека мене не ми треба некој одману, научник, не дека би ги одбегнал далеку од тоа, туку луѓе на рап на небитното да раскажуваат за Скопје. Еден обичен гледач да ми раскажува што памти. И не само што памти како било, не е ни важно дали е точно. Важно е да ги пренеси емоциите. Лошо беше тоа, ова добро беше. Знаете ли кој е најпосетениот, најмасовен настан во Скопје? Сега ќе се прашате и стварно, што беше тоа? Па ќе ви кажам. Тоа беше концертот на Лепа Брена, на Сајмиште, дочекот на штафетата, бдење. Па некои си 200.000 луѓе. Што внатре во салите, што надвор, што од околината. Невозможно. Кога ја не успеав ни да влезам во тоа, не беше само Лепа Брена, тоа беше воопшто настан. Која година и тоа треба да се потсетам. Луѓе мои, среќа, неколку луѓе направиле серии историски, дури и со помош на Совет за радиодифузија, така што ја најдобро е тука негде да завршам. Едната серија е Досие Скопје. Дарко
режисерот и на трето полувреме, контроверзниот филм, не контроверзен за нас, за Абдалива одоколу, направи феноменална серија, едно од најдобрите. Но има една серија која многу малку се врти, која сега после овој мој вовед ќе идат 2 епизоди и овој мој вовед ќе биде за сите вас, се вика 091. Исто така некој во тој модерен видео динамичен Pulp Fiction стил со модерна монтажа, не она сувопарно како што го правеше македонската радиотелевизија. Јас само ве молам, не ги фрлајте вашите стари слики, вашите стари филмчиња, вашите стари видеа, нешто на ВХС ли ово, она, ваму, таму. Префрлете тоа дигитално. Испратете ми го. Ја имам страна на Facebook, на YouTube, на Rumble, што се вика Шармот на Скопје или Дискретниот шарм на Скопје и пратете ми ги. Наместо да ги фрлите у канта, ќе ги објавам. Ако ми дадете податок, окей. Ако не, ќе биде само една ознака од времето. Колку фотографии сум нашол од мајка ми, од татко ми. Најдов една фотографија, драга другарке, ама тој е дух на време, 50 години. Нека оваа фотографија биде за секогаш во нашите срца како сеќавање на нашето другарство. Која е, што е, ќе се запамти во вечноста. Ја немам една архива заради да оставам секој оној што доаѓа во овој град, што наследува, дека градов не е ѓубре, дека градов не е хаос, дека градов почива на живи луѓе, со срце и душа. И тие највише што ги мрзете оставале. А секој што имал емоција, што се насмеал, што се расплакал овде, натопил, оставил трага, таа трага не може да се избрише. Затоа Скопје и кога е најзагаден, ние не бегаме од него. Викаме немаме каде. Имаме. Сите можеме. Ама лепи. Затоа што го осеќаме ова тло, ја осеќаме таа вибрација. Ако кашламе од градов, еден ден ќе се надмине. За 100-200 години градов ќе се еволуира во нешто можеби почисто, можеби ќе се распадне. Не знам. Но моја должност е како новинар, и тоа го сакам до крај на животот. Затоа и интервјуата која ги правам, ги почнувам што правеше ти како млад. Ако не е барем посветена на градот, но барем да се подсетам што ти си правел во градов. Роден си во Охрид, окей. Што правеше во Скопје кога дојде? Или што памтиш од Скопје? Ако не, кажи ми за Охрид. Еве за Охрид ќе правиме емисија. Тоа се хронологија. Па утре некој која ќе прави, како што јас се обидувам да направам за град Скопје, некој ќе го користи тој материјал па за историјата на другите места. Луѓе, ќе бидеме заборавени, ќе исчезнеме. Ни лик, ни име, ништо нема да ни се памти. Затоа е оваа шанса во ова дигитално време да оставиме трага. Затоа ви велам и ве охрабрувам. Одиме со 2 епизоди од 091 и тоа е тоа. Погледнете ги и ќе ви стане јасно. Можеби ќе ве поттикне што треба. А мене лесно можете да ме исконтактирате, мейлови, месенџери и така натаму, па да придонесете со некаков материјал. Не трчајте, не треба одма. Оваа работа се работи многу бавно, без многу трчање. Ова е нешто што е како собирање камчиња на плажа кога бараш, ама некое убаво нешто што онака, ова е тоа. Скопје е како плажа со многу камчиња, ма не сите се убави.
не сите се да ги ставиш и да ги изложиш. Здраво! Се сеќавате? Ова е Скопје, градот поставен на 42 степени северна широчина и 21 степен, 25 минути и 30 секунди источна географска ширина. Главен град на една јужноевропска држава со умерено континентална клима, варијабилна влажност на воздухот и дискутабилен степен на радиација. Ова е градот во кој што сум родена и кој што го делам со половина и повеќе од половина милион жители и некои во Скопје стануваат во 5, некои стануваат во 12. Нервозно бараат паркинг простор, кога се враќаат дома, попладне спијат, играат баскет или играат шах, се караат, се сакаат, се оставаат, пијат, пеат, плачат. Попладне, поточно навечер, одат во кино или во театар и евеа темата на нашата денешна емисија. Всушност, темата е градските кина и театри или скопските кина и театри. И кога во една приказна се вклучени многу моменти, детали и некои работи кои што не ги знаеме, кој може да каже кој од нив се главни? Затоа останете со нас, да ги слушнете сите. Дали знаевте дека во Скопје до 99-та година имало 5 музеи, 23 галерии, 88 книжарници, 26 библиотеки и книжен фонд од 856.000 книги, 247.000 читатели, 10 театри, 876 представи и 167.000 посетители годишно. Во Скопје има 14 радија, 13 телевизиски станици, 14 дневни вестници, 44 неделни, 48 двонеделни, 167 месечни и 81 периодично списание. Скопје има околу 160.000 телефонски претплатници, 50.000 мобилни и 9.000 пејџери и само 5.000 интернет корисници. Еве не на почетокот на разрешување на еден проблем кој што досега се чинеше секундарен и кој што не поткопуваше сите како театар и филм публика. Непочитувањето на скопската публика како публика која што разбира е всушност последица на непочитувањето на филмот и на театарот воопшто. Каде се денес исчекувањето, радозналоста, расправиите и страста за представи, полигоните за војување со спротивставени мислења. За театрите и киносостојбите и за уште некои други состојби во Скопје со Софија Куновска. Оно што мене најмногу ме загрижува, тоа е различниот начин на разбирање на Скопје како место за живење. Мислам дека на Скопје му е неопходна една редефиниција во начинот на мислење на граѓаните на Скопје. И во таа насока мислам дека разликите во периодот кон третманот на нашите заеднички добра е различен. Драматично различен кај различни слоеви во Скопје. И мислам дека тоа е полето на кое што е неопходно навистина да се обрати сериозно внимание во иднина, заради тоа што тоа е наша референца и пред луѓето кои што доаѓаат да го видат овој град, а и на крајот од краиштата тоа е нешто во кое што ние секојдневно живееме.
Тоа што е недозволиво и што му се случува на Скопје последниве 10 години е дека на Скопје реално не му се случи ни еден символ на неговата независност. Кога велам символ, мислам на библиотека нова, мислам на кино ново, мислам на театар нов, мислам на концертна сала нова, мислам на спортска сала нова. Во многу посиромашни времиња, луѓето кои што биле клучни и кои што ги решавале овие прашања, немале чувство на епизодисти во животот на еден град. Од она што имам прилика да го слушнам од колегите кои што се дел од некакви почетоци на македонската театарска уметност, значи кои што се на сцена веќе 30 на години, а и од свое лично искуство можам да заклучам дека, за жал, Скопје губи убавата театарска публика. Се помалку луѓе ги познаваат непишаните правила на однесување во театар, поготово младите генерации. Важно е дека нашата културна различност, нашите традиционални разлики можат да доведат до нешто што е многу благородно, што е многу драгоцено и со кое што можеме да конкурираме насекаде во светот. Скопје се повеќе станува важен центар, важна крстосница на овој дел од светот. Важно место на географската мапа, не само на Балканот, него и пошироко. Мислам дека наша главна задача во иднина е да од тие карактеристики направиме корист за нашето општество. Дали знаевте дека во Скопје во март се одржува фестивалот на забавни мелодии Скопје Фест? Најчесто победничката песна ја представува нашата земја на изборот на песна на Евровизија. Всушност, секоја втора година, барем така некако се зареди последниве години. Во овој месец се одржуваат и денови на македонската музика од 1997 година па наваму, и тоа во втората половина на месецот. Тука се изведуваат нови дела на македонски композитори, како и композиции кои оставиле трајни траги во националното музичко творештво. Ова не е се од Скопскиот културен календар. Останете со нас. Скопје го создава две илузии. Белото платно и светските филмски звезди во него и секако илузијата на театарската сцена и нашите домашни актери. Едната ни ги донела бална вода, Брус Ли, војна над звездите, култот на вестернот, карате, модата, фризурите на брилијантин, сеќавањето на Мистон и репликите од Срекна нова. Другата ни го донесе и однесе стариот скопски театар, вицовите од бифето на Драмски, стеријните награди, светските турнеи, градските актерски фаци и боеми и секако ФДУ, желбата на секој млад скопјанец. Основањето на Факултетот за драмски уметности е всушност основање на одделот за драмски актери на Високата музичка школа во Скопје 1969 година. На тој начин се овозможи образование на актерски кадри за театарска, филмска и телевизиска продукција, која тие години се развиваше многу брзо. Колкав беше интересот за школување актери, покаже и првиот приемен конкурс од кој беа избрани 17 студенти. Во 1979-та овој оддел се осамостојува во Факултет за драмски уметности. На него се уште се школуваа само актери, но се правеа планови за развој на други оддели, согласно потребите на нашата култура. Во 1986-та се формира уште еден одсек со два оддела – режија и драматургија. 3 години подоцна, во 1989-та, се формира оддел за организација, а натаму во 1992 и одделот за камера и одделот за филмска и телевизиска монтажа. На овие оддели студенти се приимаат секоја четврта година, што беше обусловено од материјалните и наставните можности, но исто така и од сознанието дека образувањето на овие кадри во поголем број не би можело да биде консумирано од оние творечки куќи и подрачја за кои се наменети.
Денес факултетот за драмски уметности во Скопје е уметнички факултет и научно-наставна институција од подрачјето на драмските уметности, во кој се изведуваат универзитетски студии од областа на театарот, филмот и телевизијата и се спроведуваат уметничко и научно творештво, продукција и јавно прикажување на уметничките остварувања, како и издавање на книги и публикации. Универзитетските студии по драмско актерство, драматургија, театарска режија, продукција, филмска и ТВ режија, филмско и ТВ снимање и филмска и ТВ монтажа траат 4 години. Факултетот го сочинуваат наставниците, сите истакнати актери, режисери, сценаристи, сниматели, монтажери, теоретичари, драмски автори, познавачи на сценскиот говор и сценските движења и танци, мајстори на камерата, театролози и историчари на книжевноста, организатори на крупни потфати од нашиот културно-уметнички живот, со познавања и од теоријата и од практиката, и секако студентите. Во сложениот наставен и работен процес на 8 катедри, како и на постдипломските студии, вклучени се 87 студенти и околу 50 наставници и надворешни соработници. Развојот на факултетот беше можен колку од придонесот на вработените во него, од нивниот ентузијазам и согледување за потребите, толку и многу повеќе од поддршката што факултетот ја имаше од телевизиите, театрите, културните домови, градот Скопје, како и од државните органи задолжени за образованието и културата. Така можеа и да се совладуваат бројните тешкотии кои обемната, се поширока и поразновидна настава ги поставуваше пред предавачите. Така ФДУ можеше да се прошири, да биде релативно добро опремен, да набавува нови технички средства, да ја збогатува својата библиотека со стручна литература. Факултетот за драмски уметности како член на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје работи според Законот за високо образование на Република Македонија, според статутот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, статутот и другите правилници на самиот факултет, со сета почит кон дигнитетот на универзитетската и академска традиција. Придонесот на Факултетот за драмски уметности во културата е несомнен и забележан повеќе пати. Генерациите на актери школувани во него во овој момент се движечката и носечката сила на театарското, филмското и телевизиското творештво. Тој успех беше истакнуван и наградуван на многу фестивали, а често е и учеството на одделни класи на фестивалот Охридско лето, на театарските игри Војдан Чернодрински, во Прилеп, Манекиевите средби и други. Учествувајќи на многу фестивали и манифестации, овој факултет ги отвора затворените врати помеѓу народите, средините и луѓето. Ако нешто воопшто сватив од сите овие емисии кои што ги изработив до сега, е тоа дека сонот не знае за еволуција и дека сите скопјани сонуваат на ист начин. Ако добро сватив, скопјани сонуваат за една голема концертна сала, за театарска сцена на нивоа или евентуално за киносала со сараунд. Јас предпоставувам дека кога би биле на позиција да ги решаваме овие проблеми, предпоставувам дека не би размислувале така еднострано, но сепак еве ако ги прашам одговорните, да видам што ќе ми одговорат, што тие можат да му ветат на Скопје. Она што можам да им ветам на скопјани, тоа е дека нема да им прокиснува театаров кој ќе доаѓа на представи. Можам да ветам дека се што е актуелно во светот, дека ќе дојде во Скопје. И дека, аз се надевам, ќе имаме доволно време да го направиме едно од најшминкерските места у градов. Затоа што шминка нас ја одржала. Дека ќе имаат прилика скопјани да го гледаат не после неколку години, туку во истиот месец кој ќе се прикаже во Скопје. Се разбираат, многу филмови се произведуваат во свет, а многу малку сали има во Скопје. Така да, ако некој филм почека, ќе почека заради тоа што нема каде да игра, а не затоа што не е купен за Македонија. Па за овие 20 на години колку сум во градски кина поминаа многу чудни времења. Така да, една фрапантна бројка од негде 3,5 милиони гледачи нека 84 година, па се до неполни 200.000 во 92 година. 92-93 година беше доста тежок период. Беше доста затворен драмски театар во тој период. Последниве неколку години театарот почна да излегува многу повеќе, се отворија некако вративе. Така да сега е многу поинаку. Сега се излегува многу полесно надвор. И се дури Министерството да го поддржува тоа излегување надвор као приоритет, дека е многу важно. Кога се оди некаде на турнија, тоа е добро. Во оној момент кој ќе прекинат, имаме проблем. Све што беше значајно во светската кинематографија дојде во Скопје. Почнавме да создаваме некои нови идоли театарски.
бидејќи ние филмски не можеме да создадеме еден филм на 5 години, филмски звезди не можеме да создадеме, но театарски веќе се создава. Така да секој актер си носи некоја своја публика, што е добро, доста добро. Скопјаните се извонредна публика, поготово младата популација, тоа се луѓе кои што знаат, кои што пратат и по интернет и по странски часописи и по едноставно децата во Скопје знаат кои се добри филмови. Доаѓаат и ги гледаат. Ја мислам дека скопјани неќат више да гледаат сиромаштија театар. Неќат да гледаат измачени глумци. Не сакаат да гледаат сиромашни на Гротовски сиромашно позориште. Сакаат да видат убави луѓе. Сакаат да гледаат убави актери, сакаат да гледаат убави представи. Тоест, тоа сум сигурен. Мислам, тоа го потврдуваат сите. Сакаат да бидат тим. Затоа што новите генерации, оние кои што сега доаѓаат, се растани на прилично фешн и прилично ин програми. Така и се шетаат по улици. Така и изгледаат. Мислам дека и театаров треба да биде такво место. Ние ставно вакво ги мешаме работиве, дека ваква публика или онаква публика. Меѓутоа и актерите треба да бидат први кои што ќе го понесат тој товар, а публиката ќе ја создадеме да биде таква. Знаевте ли дека во април во Скопје се одржува Синтезис, меѓународен фестивал на музиката на 20 век, каде настапуваат домашни и странски музичари? Истиот месец е и празникот на липите, меѓународна книжевна манифестација или смотра посветена на липата, еден од символите на Скопје. Учествуваат истакнати книжевни творци, поети, есеисти, критичари, прозни и драмски писатели. Се доделува и наградата Македонско книжевно железо за значаен книжевен опус на домашен и странски автор. Скопскиот културен календар продолжува. Останете со нас. Колку сме способни да ја воочиме разликата во вредностите, толку полесно ќе ја раскажуваме историјата како збир на различност, истост и амплитуди. Историјата за скопските киносали и театри ја сочинуваат богатство од странски и домашни проекти и производи, разноликост од жанрови, нели културната бавча во Скопје. Промената на вкусовите во текот на годините наметнуваат предност ден на едните, ден на другите, но политиката на театарските и кинорепертоарот, односно театарскиот и кинорепертоарот, некогаш е интересна, некогаш не шармантна, некогаш шармантна, некогаш инфицирана, некогаш сиромашна, но каква и да е, не заслужила да ја препуштиме на заборавот. Кон крајот на 19-тиот и во почетокот на 20-тиот век, во Скопје повремено доаѓале патувачки театарски дружини, најчесто Караѓос, театар на Сенки, и гостувале во Ада кафе, сместено под Кале, од прилика кај мостот Гоце Делчев. Од 1906 година почнува со работа првиот турски театар, прво во привремена зграда, а потоа била изградена и посебна зграда, која што во текот на Првата светска војна била претворена во конјушница. Оваа зграда функционирала како театар се до изградбата на стариот скопски театар, оној театар кој го гледаме на старите фотографии и разгледници, кој бил граден во 20-тите години. Но во 1916 година бугарската војска ја претвора зградата на Скопскиот театар во војничка конјушница. Во хотелот Турати тој период гостува Чвргиниот театар. Скопје во прво српско, во театарот со кој раководел управникот Нушич, се организирале специјални представи за граѓанки од мухамеданска вероисповест. Неколку збора за стариот скопски театар. Театарот бил граден со години од еден куп архитекти: Буковац, Будимовиќ, Белјаевски, Бронштейн. Конечно бил отворен во 1927 година во присуство на кралското семејство, со изведбата на представите Нахот од Нушич и господинот од Пурсоњак од Молиер, и двете во режија на рускиот емигрант Верешчагин. Членови на ансамблот били увозните актери како Мери Подхрадска и Сонја Сирекова, но и домашните звезди како легендарниот Тодор Николовски. Во 1929 година тука изведена и првата представа на македонски јазик во кралството СХС, Ленче Кумановче или Бегалка од Васил Илјовски. Први кинопроекции се одржувале во салонот на хотелот Англетер, а ги одржувал Милан Голубовски. Во бараката на резбарот Нестор Алексиев проработува киното Балкан, собственост на скопскиот фотограф Силјан Караѓиновиќ. Вистинска експанзија кината доживуваат во 20-тите години на овој век. Некогашните скопски тинејџери бегале од часови за да ги фатат проекциите во кино Вардар. Во 1921 година некој си хотелиер по име Властимир Милкич го отворил киното Балкан. Кинопроекции се одржувале и во пивницата Зрински, но таа изгорела во 1926 година.
Најмодерно кино било Аполон, кое било прво кино со нумерирани седишта и во кое за прв пат било забрането да се внесуваат семки, пиво и сендвичи. Над киното имало тераса која била наменета за проекции во топлите летни ноќи. Во тоа време, да одиш во кино било ефтенин. Колекционерите собирале разгледници со Рудолф Валентино или фотографии на Чарли Чаплин, но најголем шизи било оној кој имал фотографии на Мевест. Еден настан нема да остане запаметен онака како што е запаметена божитната кинопроекција во новото кино Вардар во 1930 година. Тогаш е прикажан филмот Дама од тротоарот, првиот звучен филм кој го виделе скопските филмофили. Во 30-тите години во Скопје живеел и работел снимателот и режисер Стеван Мишковиќ, кој по нарачка на Скопскиот хигиенски завод снимал едукативни филмови од областа на медицината и личната хигиена. Во периодот од 1951-1960 црно-бели и техниколор филмови се вртеле во кината Младина, Култура, Вардар, Напредок, Братство, Куклен театар, Джабе, Летно кино. По социјалистичкиот филмски журнал следува американскиот империалистичко-капиталистички хит наречен Бал на вода. Во тој период во Скопје се снимаат првите рекламни филмови Фабрика за цигари во Скопје, Европа, Скопски магазин и Градинар. Се прикажуваат и македонски играни филмови Волчја ноќ, Фросина, Малиот човек, Мистон, како и првата македонска-италијанска копродукција Дубровски со Џон Форсайт во главната улога. Во 70-тите години скопјани лудуваат по Неда Арнерич во Истрел и Исправи се Делфина, аплаудираат на мајските оперски вечери во Универзалната сала. Во Домот на младите 25 мај стартува фестивалот Млад отворен театар. Одбојкарскиот клуб Вардар станува првак на Југославија. За потребите на шаховската олимпијада се гради комплексот Олимписко село. Започнува да се објавува магазинот Фокус, забранет по неколку броја. Се формира театарската дружина кај Никита Голтарот. Во драмскиот театар се игра Диво месо на Горан Јунко. Во Скопје се игра една од квалификационите групи на Европското првенство во одбојка и се гради новиот објект на МНТ. Се отвора стоковната куќа Мост, киното Центар, новата зграда на Музичката академија, а во меѓувреме младите скопјани му се восхитуваат на Брус Ли, вежбаат карате и скришно читаат Зум репортер. Првиот скопски џез фестивал е одржан во 1982 година во Дом на млади 25 мај. Некогаш во Скопје во кино и во театар се одело како во храм. Денеска се оди како на стадион. Бројот на театарската и на кино публиката е се поголем, а за киното и за театарот никогаш помалку не се зборувало. Сведоци сме на парадоксот. Се побројна публика, а се помала грижа за неа. Еве и вие сте сведоци. Кога ќе одите да гледате некоја представа или некој филм, во најдобар случај холот е украсен со плакати или со фотографија на што треба да го гледате и без атмосфера, без штимунг, без имидж, без музика, без ништо. Кога ќе влезете конечно да го гледате филмот, вратата нон-стоп се отвара и се затвара, за да влезе некој кој што треба прво да дозбори на мобилен или евентуално да купи цел арсенал на грицки, семки, пуканки и се останата. Всушност се е во врска со публиката за која што се тие филмови снимени и тие представи направени, всушност и тие градби изградени. Но еве каква е скопската публика, не само како театарска или филм публика или кино публика, туку и како читателска и ТВ публика. Скопјани многу сакаат да се појават, да излезат на телевизија и да зборат за оно што ги мачи. Многу, неверојатно. А тоа во исто време никош нема да го признаат. Јас мислам дека можеби не зависи толку од скопјани какви се како публика или како соговорници, од тоа колку зависи колку ти денот кога нешто си работел со нив или си ги интервјуирал скопјани или си разговарал, си расположен. Може и да те гледа во Скопје, може и да, не знам, да изгледа целата емисија или да дури имал и коментари, кога ќе се сретне на улица или кога ќе седнете во муабет, дури ќе се прави, чекај, зашто станува збор, не ми текнал, подсетиме. Иако знаеме да кажеме дека скопјани се многу критизерска публика. Скопјани се многу критизери за се и сешта. Меѓутоа, мислам дека знаат да проценат што е добро, ама само кога ќе им се понуди вистинското. Не сум имал никогаш проблеми со скопјани. Скопјани секогаш расположени да застанат пред камера. Верам, тоа е моето лично искуство. Многу критички расположени, значи зборувам за критизирање нормално и позитивно и негативно. Постојано некој има нешто да ти каже.
навистина знаат и да заморуваат без разлика, значи колку и да се позитивни или со добронамерни критиките. Затоа што публиката е некако што треба да се едуцира. Се додека не им понудите нешто што е добро, тогаш тие не можат да знаат што да бараат, нели? И дека тотално не држи тезата дека нели публиката бара нисок квалитет, па затоа ние тоа и го нудиме. Очигледно дека навистина ситуацијата кога што се наоѓаме им налага да гледаат телевизија и да читаат се што се случува. И веројатно има многу досадно на повеќето од нив, не на сите, па така да имаат навистина многу време да размислуваат, да се јавуваат, да пишуваат, да критизираат, да предлагаат. Што не го кажувам тоа само во негативна конотација, туку има и позитивна конотација, нели? Нормално ние сме тука за нив, не се тие за нас. Скопје некако публика се можеби не толку критички, умеат да бидат културни онака и да не искритикуваат негативно некого, но важното кај оваа публика е тоа што на вистински начин умеат да го наградат оној кој што на вистински начин сака да им го даде тоа поради што застанал пред нив. Публиката е пред се културна, пристојна. Сака да изгледа представата, ако не сака, веројатно ќе излезе и ќе си отиде, оние кои што се малку по-софистицирани, оние кои што се прв, втори или трет па дојде на представа, ќе издржат до крај, па макар и на сила. Меѓутоа, сепак сметам дека има еден одрезен број на луѓе кои што се културна и континуирана публика во театрите. И дали им се допаѓаат представите или не, тоа е веќе сосема индивидуално и релативно. Меѓутоа, сепак мислам дека ценам дека Скопје има култура. Скопје како публика е можеби малку само по динамично или по-агресивно од останатиот дел на Македонија. Јас работам во вестник паречици 20 на години и можам да кажам дека не сум многу задоволен од скопјаните како читатели. Не се многу толерантни и претежно се површни. Публиката е толку многу раштркана што секој еден ист текст или било каква медиумска презентација си ја толкува на свој начин. Ги интересираат само политички и други обични нешта, а не работи од кои што можат да научат, особено едукативни четива, кои што не мора да бидат во сферата на филозофијата или психологијата или уметноста, но има други четива кои што се за едукација, од кои што нивниот живот може да го направат поисполнет и покорисен, но тоа помалку поминува. Знаевте ли дека во мај се мајските оперски вечери, реномиран сценско-музички настан кој се одржува од 72-та година во почетокот на месец мај. Програмата содржи изведби на оперски дела, но и балетски представи. Редовни учесници на мајските оперски вечери се асамблите на операта и балетот на Македонскиот народен театар, Македонската филхармонија, како и афирмирани оперски и балетски уметници од соседните држави и светот. Истиот период се одржува и Светската галерија на карикатури, основана 69-та година. Месеците од јуни до август се резервирани за државното првенство во стандардни и латиноамерикански танци, кој непрекинато се одржува од 90-та и секако Скопско лето, мултимедијален проект со фестивалски карактеристики. Во септември во Скопје се одржува Млад отворен театар, манифестација на алтернативни театарски представи и меѓународниот студентски фолклорен фестивал. Октомври е Скопскиот джез фестивал кој од 82-та година па наваму редовно го разбранува културниот живот во градот преку настапите на познати и признати авторитети во светот на джез музиката. Во ноември е меѓународната изложба на детското ликовно творештво и фестивалот на детската песна Златно славејче, кој непрекинато се одржува од 1971 година, во деновите кога Скопје го одбележува денот на ослободувањето, 13 ноември. Во декември, во Скопје единствено што се прави, се чека новата година.
Тоа е се што ви подготвивме за оваа емисија. И како што Вардар го дели Скопје на два еднакви дела, поточно не се баш еднакви, ама не е битно, битно го дели на два дела, така и ние во главата си имаме собствен Вардар кој што ни го дели мозокот на лева и на десна половина. Не знам дали ги спојува камениот мост, но со сигурност знам дека постојат. Левата страна на мозокот е за точна примена, таа е многу логична и ги памти на пример броевите на улиците, битните датуми за овој град или евентуално локацијата на киноцентар. Левата страна е всушност отпорна на екстравагантни испади, во споредба со десната е жив оток. Десната страна на умот пак доаѓа до израз кога е потребна креацијата и таа во тие моменти треба да е сопре функцијата на левата и потполно да ја превземе. Всушност, вие цел живот можете да бидете гледач или публика со левата страна на умот и со минимална употреба на десната, како што е нели и во градот Скопје, поточно во нашиот град, каде што скоро сите или повеќето центри на културата се сместени на десната страна од Вардар и ја се надевам дека ние ќе исправиме оваа историска грешка и дека ќе почнеме да градиме некои објекти од таа страна на Вардар, каде што исто така ќе се прожектира, ќе се игра, ќе се пее, нели? Бидејќи кој пее зло не мисли, а кој мисли не му е до песна. Чао! Foolish heart